Уште еден удар врз нашиот македонски идентитет. Тука не застана, продолжија понатаму, уште една влада на СДСМ, предводена од Зоран Заев на насилен, брутален начин, нецивилизиран начин, го промени името, го промени устав македонски. И тука не застана и ќе завршам со последната влада на СДСМ, предводена од Димитар Ковачевски, која што на еден швейцарски начин прифати бугарски диктат со кој што се направи опит за етнички инженеринг на македонскиот народ и промоција на тезата дека ние сме лот на Коминтерната и дека како народ постоиме од 45-та па наома, а се што беше претходно е дел од бугарската антропологија, што не е вистина. Затоа сакам да кажам, може би по некоја влада на ВМРО-ДПМН и направила некоја грешка, но таа не била катастрофална. Никогаш не била таа катастрофална како што тоа го правеле владите предводени од политичари на СДСМ. Затоа ви молам овој пат пренесете оваа порака до сите граѓани во Охрид, до сите крајеви на Македонија, нам каде што имате допир дека владата на СДСМ прави катастрофални грешки. Оној кој ја љуби Македонија, македонскиот народ и граѓаните, кои што си ја љубат оваа држава како своја, мајката којна, да не направат грешка и овој пат на овие избори да ни дозволат да се размамнеме со сиот свој личен потенцијал кој што го имаме и да направиме нешто. Затоа што ми е тешко кога 8 од 10 мои студенти после дипломирањето одлучуваат да напишат Македонија директно се чувствуваат тука како граѓани од втор ред и не гледаат перспектива. Затоа реков и ќе повторам, нема Македонија повеќе синови керки загубени и тие кои што отидоа надвор треба да сториме се што е во наша моќ да ги вратиме назад. Тука ќе завршам и да не должам да не влагам во некој седак кој што и вас ќе ви го земе времето, само ќе ми дозволите на крај да ве поканам вечерова во 20 часот да ми се придружите на настанот кој што ќе се случи овде во Охрид, со кој што ќе го отпочнеме победоносниот поход. Ки повторно ВМРО-ДПМН ќе ја предводи заедно со коалицијата Твоја Македонија идната влада, а Гордана Стојановска Давкова ќе биде идниот председател на Македонија. Нека ни е Бог напомни. Председателе, ме молам еден минут. Во текот на вашето обраќање 2-3 пати спомнавте дека не молите. Тоа е добро. Меѓутоа да ве известам. Ние основачите на внатрешната македонска револуционерна организација, Демократската партија за македонско национално единство, вашата молба е примаме како заповед. И секој пат и сегде ќе ве подржуваме затоа што има едно непишано правило: народе, чувајте го лидерот. Така е! Јас Бане Марковски, со мојата дружина, основачи и ветерани, во ова соба, во ова свето место имам дадено пред 33 години заклетва дека ќе услушам на организацијата. Од мене толку, Господа, ќе победуваме, председателе. Така е! Уважаеми од мене, браќа и сестри, славното веловиште извинато ти е Тане, ама како и да е, здрав и жив да не си. Во периодот кој што следи сме се гледали, наназад сме се гледали неколку пати, меѓутоа во периодот кој што следи од неколку недели, веќе од денеска започнуваат и кампањата за парламентарни избори. За нас се клучни две работи кои што јас лично сум ги зборувал заедно со сите оние кои што се боревме во изминативе 6,5-7 години против ова кое што СДСМ го направи на нашиот народ, на нашата Македонија. Едната работа и која што е клучна, а ја надминавме сите заедно, а тоа беа локалните избори, кај што јасно и гласно кажував дека сега е моментот или сега е битката на нашата генерација. ВМРО-ДПМН ја предводеше една нова генерација и ја предводи се уште една нова генерација кон нови победи и успеси, каде што локалните избори представуваа испит кој што од одреден аспект не донесоа во момент кој што сме би рекол пред една чиста победа.
За таа една чиста победа и за бројот на пратеници, јас сум свесен и сигурен дека сите оние кои не само што сте овдека, и не само што сте членови на ВМРО ДПМН, туку сите оние кои што си ја сакаат Македонија, ќе допринесат. Таа битка на генерацијата и битка на ВМРО ДПМН е, за среќа ја добивме сите заедно. Сега следите на друга битка. Таа битка е битка првично за Македонија, а после за ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што ова што и се случува на Македонија во изминативе посебно 3 години, али вкупно ако сакате и 6,5-7 години, никогаш не се случувало, тоа македонецот го чувствува на свој грб, тоа македонецот е свесен дека мора да го промени. А ние, како членови на ВМРО ДПМН, како синови и ќерки на Македонија, треба да го направиме заеднички со сета онаа енергија која што ја чувствуваме, со сета онаа енергија која што имаме во наредниот период. Да, точно е, остана уште многу малку време, македонскиот народ е појќе од убеден и појќе од јасно му е дека на Македонија и се потребни промени. А за Македонија да биде повторно наша, односно за Македонија да биде повторно твоја, сите ние овдека заедно, со нашите последни напори, посебно во следните 3 недели, треба да направиме првично ние да се чувствуваме горди, а уште побитно за она кое што го зборува околу битката за Македонија, да ја направиме Македонија горда. Ако ја направиме само со максимална наше залагање, со сите оние на кои што нешто или на некаков начин сме упомогнале, на кои сме имале начин да комуницираме и со оние со кои што нешто можеме да допринесеме заедно, а секако дека целта е подобра Македонија. За среќа го имаме и кандидатот за премиер, председател Христијан Мицкоски. Сум имал прилика да се познавам со сите председатели на нас, двајцата председатели пред него на ВМРО ДПМН, ви гарантирам дека е човекот кој што сака да остави најголемата трага на еден премиер кој што ја водел Македонија. А ние тука сите заедно треба да му помогнеме во тоа, затоа што ВМРО ДПМН покажало и во оние најтешки моменти дека основната клетка на ВМРО ДПМН е местните комитети и самите членови. И затоа секоја сме останале обединети и цврсти во идејата за она што треба да значи победа. А сега ќе биде една огромна победа за Македонија, која што треба да биде наша на сите овдека. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Најпрво сакам да се заблагодарам. Да се заблагодарам на сите кои што давате силна поддршка на ВМРО ДПМН, тоа најмногу значи пред се на македонскиот народ и македонската држава. Гледате дека изминавме 7 тешки години. Години во кои што имаше се, само не работа. Имаше криминал, имаше корупција, имаше уништување на институции, имаше неизградбена инфраструктура, руинирано образование. Ние сме пред силен предизвик. Меѓутоа, гледајќи вас овде вака на ова свето место, сигурен сум дека ќе успееме. Ќе успееме и тука, во Охрид, ќе успееме и во цела Петка и цела Македонија, ќе успееме да донесеме премиер, иден премиер, нашиот председател Христијан. Заедно со вас ќе успееме да донесеме неуценувана влада, бидејќи поддршката и единството на македонскиот народ, македонските граѓани најмногу ќе значи. Колку е поголема излезноста, толку ќе може владата да испорача за народот. Затоа апелирам до сите, не само до вас, бидејќи вие сте наша ударна игла, луѓе кои што сте ги носели и ги носите победите за Велнуш и за Охрид. Спорувам за сите оние со кои што се среќавате, да убедиме што поголем број луѓе да излезат, да донесеме влада која што ќе може да испорачува и да не биде оценувано од никој политички субјект, ни мал, ни поголем. Во нас е се. Ние од денеска почнуваме за
парламентарни избори, од тука од Охрид, традиционално, од Белгоршки, од црквата Света Петка, и ќе донесеме победа и за председателски, и за парламентарни избори. Ќе донесеме силна Македонија, горда Македонија и Македонија наша година. Благодарам на сите за присуството и се гледаме вечер во 20 часот.